Најави за денешниот дневник. Недоволно се води грижа за културното наследство во земјава. Уште една генерација дипломци од Универзитетот Свети Апостол Павле свечено ги доби своите дипломи. Шеста сезона на проектот ги запознаваме ретките болести. Грст медали за охридските теквондисти. Над 40 американски држави ја тужат Мета со тврдење дека Инстаграм создава ментални проблеми кај децата. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Во попладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура се искачи до 22 степен Целзиусов. Во четврток над најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, но ќе биде релативно топло. Во источноевропската низина пак се очекуваат врнежи од снег и студено време со пад на температурите. Во северните, централните и приморските предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели на полуостровот претежно сончево и топло време со локална облачност. Максималните дневни температури од 18 до 27 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 8 до 16 степени, додека пак максималните дневни до 17, односно до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната до 22 степени. Во петок во Охрид ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови со услови за слаб дожд. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со максимални 22 степени. Во недела по свежото утро со утринска температура од 8 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната температура до 21 степен. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак. Во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Археолозите критикуваат, недоволно се води грижа и заштита за културното наследство во земјава. Најкритично е во Охрид, градот под заштита на УНЕСКО, каде споменичните добра не се одржуваат соодветно. Експертите сметаат дека потребно е поголемо внимание, но и повеќе финансиски средства од државата, бидејќи вековното богатство изложено на опасност, може да претрпи штети кои тешко се поправаат. Недоволно се води грижа за културното наследство во земјава. Ова е ставот на македонските археолози кои велат најкритично е во Охрид, градот под заштита на УНЕСКО. Најрепрезентативните локалитети, меѓу кои Плаушник и Самойловата тврдина не ја добиваат заслужената заштита и грижа за нивно одржување. Експертите сметаат дека е потребно поголемо внимание, но и повеќе финансиски средства, бидејќи вековното богатство е изложено на опасност, може да претрпе штети кои тешко ќе биде да се поправат. Не се води доволна грижа за нивното одржување, што значи ако бидете сега на Самойловата рода ќе видите зараснени дрвја и вегетација под зидовите кои што го уништуваат зидовите. Вегетацијата тоа го прави. Значи треба само поголемо внимание и поголеми финансиски средства да ги одвои државата за да се одржуваат тие наши споменици од значи загрозени се. Самойлова тврдина, Плаушник е загрозен со вегетацијата, како да кажем, дури наколната населба, ако не се одржува, таа ќе почне да пропаѓа. Освен во Охрид, културното наследство на територијата и на целата држава е во многу лоша состојба. Одредени локалитети се толку запоставени што не можат да служат за презентација. Моментално е во лоша состојба. Треба многу инвестирање за да ја подобриме состојбата во заштитата и презентацијата на културното наследство и тоа да го направиме ресурс кој што ќе почне да враќа бенефит за државата, кој ќе почне да враќа пари назад. Моментално во оваа состојба најголем дел од археолошките локалитети и споменици на култура не се во состојба која што може да биде доведена за презентација. Недоволната заштита на културното наследство е критика на УНЕСКО во секој извештај за Охрид. Оттаму алармираат дека недоволно се чува и заштитува споменичното добро. Експертите велат неопходна е соодветна заштита, презентација и промоција на археолошките локалитети и споменици на културата, која представуваат нашата историја и имаат непроценлива вредност. На свечена церемонија одржана денес по повод новата генерација дипломци на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, доделени беа дипломите на 55 студенти кои ги завршија студиите на 5 факултети. Димитар Митревски од денеска е дипломиран инженер по компјутерски науки и инженерство на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид.
Тој е еден од 55 дипломирани студенти од генерацијата од сите 5 факултети на универзитетот, на кои денеска на свечена церемонија им беа доделени дипломите. Димитар се чувствува самоуверено дека овој факултет му отвора многу перспективна иднина. Факултетот ми отвори лично многу можности, бидејќи студираме и на англиски, на македонски јазик, па можам да сум конкурент на светскиот пазар. Исто така, јас продолжив со мастер студии во Скопје на Факултетот за компјутерски науки и инженерство и сум фокусиран во науката за податоци и машинска интелигенција. Се поголем е бројот на дипломци од Универзитетот за информатички науки и технологии од Охрид, кои продолжуваат да се образуваат и надоградуваат на постдипломски студии, а од оваа година Универзитетот Свети Апостол Павле има и магистранти на докторски студии. Нуди иднина Универзитетот Свети Апостол Павле со сите своји 5 факултети и обновените студиски програми во рамките негови, како и новите студиски програми, нуди светла иднина на нашите дипломци, кои што во многу голем процент продолжуваат на постдипломски студии кај нас, на магистерски студии. Значи, низ овие дипломирани денес имаме и магистрирани студенти кои што ќе бидат доделени со диплома и пливаат во светот на информатичко-комуникацијските технологии кои што наоѓаат примена во различни области на секојдневното живење, како што се бизнис и менеджмент, како што се здравство, како што се уметност и така натаму, дигитализација, дигитизација, со што би помогнале и на нашата општина Охрид, меѓутоа и на нашата држава Македонија и пошироко со многу земји, над 80 кои што е остварено соработка преку меморандуми. Со она што го нуди Универзитетот за информатички науки и технологии од Охрид како државен универзитет со богати и модерни студиски програми, може добро да се заработува и да се гради успешна иднина, бидејќи информатичко-комуникацијските технологии се атрактивни, применливи во сите области на живењето, струките се многу платени, универзитетот има соработка со IT компании, се гради предприемачки дух кај студентите со можност за работење фриленс, основање сопствени бизниси. По мастер студиите би сакал некој време да сум во странство, да пробам таму да работам, меѓутоа би останал во Охрид или во Македонија така долгорочно да работам и да се развивам понатаму. Многу од студентите кои излегле од Универзитетот Свети Апостол Павле од Охрид представуваат успешна приказна низ целиот свет. Меѓутоа, од Универзитетот велат дека сепак првенствено ги мотивираат студентите да останат и да создаваат во својата земја за се она што го вложиле во нив како универзитет и општество да се врати назад како бенефит за заедницата. Инаку годинава 140 студенти го започнаа своето високо образование во новата академска 2023-2024 година на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид. Шеста сезона од проектот ги запознаваме ретките болести на Сдруженијето Ретко е да си редок од Охрид, поддржано од Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици. Оваа сезона акцентот е ставен на ретките болести од кои заболува и со кои се соочува и живее населението од Охридско-Струшкиот регион. За Сдруженијето на пациенти Ретко е да си редок од Охрид и за Сдруженијето за ретки болести Живот со предизвици и стручниот лекарски колегиум, ова беше работно лето. Во шестата сезона од проектот ги запознаваме ретките болести, акцентот е ставен на ретките болести од кои заболува и кои се соочува и живее населението до Охридско-Струшкиот регион. Со заеднички консултации и истражувања стигнавме до 100 различни ретки дијагнози кои се обработени со соодветни текстови и фотографии, лесни и разбирливи за сите, се со цел да предизвикаат поголема емпатија кон лицата кои се дијагностицирани како ретки, велат од Сдруженијето. Кампањата која ќе започне во месец февруари 2024 година има информативно-едукативен карактер и на неа работеа над 40 еминентни професори и доктори од Клиничкиот центар Мајка Тереза од Скопје, како и докторите од здравствените установи од Охридско-Струшкиот регион, Охридската и Струшката болница, специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид, специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид,
како и доктори од многу приватни ординации од општина Охрид и општина Струга, информира Гордана Лолеска, председателка на Сдруженијето за ретки болести Ретко е да си редок. Од Сдруженијето се надеваат дека ќе изработат база на податоци која ќе им послужи за планирање на следните активности во интерес на лицата со ретки болести, на семејствата, меѓусебно поврзување и размена на искуства, а на сите останати поголемо разбирање за се она со што се соочуваат лицата со ретки болести и нивните семејства. Она што не охрабрува и не мотивира да одиме напред е позитивниот ефект од кампањите кои ги водевме во изминатите години. Свесни сме дека помогнавме и охрабривме многу пациенти и семејства да зборуваат јавно за својата болест, да соберат храброст да не исконтактираат, а секако добивме и се уште добиваме многу пофалби и од стручната медицинска фела која е се поактивно вклучена во кампањите, а и ние упатуваме јавна благодарност затоа што без нивната помош и стручните совети немаше да успееме, Лолеска. Во соработка со Вики клуб од Охрид планираат и да ја збогатат македонската Википедија со нови ретки дијагнози на начин лесно достапен и разбирлив за сите, информираат од Сдруженијето Ретко е да си редок. Општина Охрид дел од програмата за кодизајн за одржливи, еластични и инклузивни јавни простори и услуги на Универзитетот Лунд од Шведска. По успешно реализираниот проект во минатогодишниот циклус, Општина Охрид и оваа година е дел од програмата за кодизајн за одржливи, еластични и инклузивни јавни простори и услуги на Универзитетот Лунд од Шведска. Веќе е формиран работен тим од стручни лица, координиран од обучен тренер на Општина Охрид, информираат од локалната. Во реализацијата на проектот планирано е да се вклучат и представници на Националниот парк Галичица. За таа цел, денеска во просториите на Националниот парк се одржа состанок на кој присуствуваат членовите на работниот тим, представници на стручните служби на Националниот парк Галичица и реномирани професори и програмски ментори од Универзитетот Лунд. Нацрт проектот предвидува подготовка на едукативна патека со автохтони растенија кои се типични за планината Галичица, а планирано е да бидат организирани и повеќе работилници во кои ќе бидат опфатени ученици од основните училишта, но и други заинтересирани страни. 6 златни, 4 сребрени и 10 бронзени медаљи за нашите теквондисти на интернационалниот натпревар Србија Open 2023, што се одржа во Нови Сад. Грст медали за македонската традиционална таеквондо федерација на меѓународниот А класа таеквондо ИТФ надпревар Србија Open 2023, каде учествуваат 45 клубови од 15 земји со над 400 надпреварувачи. Македонската традиционална таеквондо федерација беше предводена од председателот Маријан Чолазаревски, 2 официјални лица, 2 национални тренери и 3 асистенти тренери, а на овој престижен надпревар правдата ја делеа и 4 наши меѓународни судии, додека боите на Македонската федерација ги бранеа 18 надпреварувачи. Од охридските надпреварувачи Мија Танеска се закити со 3 златни медали и пехар за најдобра кадетка од 10 до 11 години. Танеска се надпреваруваше во категорија девојчиња, спаринг плюс 50 кг и форми девојчиња од 10 до 11 години, зелен појас, освојувајќи го првото место во двете категории. Марио Крстески освои златен медал во форми сениори за црвен појас и бронза во борби сениори до 57 кг. Елена Јанеска, која беше и судија и надпреварувач, се закити со 2 медали. Злато во борби јуниорки од 16 до 17 години до 70 кг и сребро во форми за црн појас први дан јуниорки од 16 до 17 години. Поради повреда од светското првенство и неможноста да се надпреварува, нашата Христијана Парулеска учествуваше како судија. Сите надпреварувачи на Македонската традиционална таеквондо федерација вкупно освоија 20 медали, од кои 6 златни, 4 сребрени, 10 бронзени, со што покажа и оправдаа довербата што им беше дадена при изборот на надпреварувачи, вели Маријан Чолазаревски, председател на Македонската традиционална таеквондо федерација, воедно упатувајќи благодарност до генералниот спонзор ПН Метал, Општина Охрид и до Агенцијата за млади и спорт. 60-годишен охриѓанец пронајден починат во близина на селото Брежани. Жена се оддалечила од својот дом. Французин каснат од куче скитник во Пештани. Да го погледнеме полицискиот билтен.
Вчера во 15 часот и 10 минути во СВР Охрид било пријавено дека во местноста Гумништа во атарот на селото Брежани, општина Дебрца, било пронајдено починато 60 годишно лице од Охрид. Смрт без траги на насилство констатирал лекар од итната медицинска помош од Охрид, а по наредба на јавен обвинител телото е предадено за обдукција. Вчера во 14 часот во СВР Охрид 40 годишно лице од Охрид пријавило дека од семејниот дом во Охрид се оддалечила неговата сопруга. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето, информираат од СВР Охрид. Вчера во 10 часот и 45 минути пак во СВР Охрид 64 годишно лице од Франција со престој во селото Пештани пријавило дека на локален пат во селото бил каснат од куче скитник. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 29 годишно лице од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. При претрес во неговото патничко возило, извршен со судска наредба, полициските службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога пронајдоа и одзедоа марихуана наменета за натамошна продажба, информираат од СВР Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот кои беа актуелни денес. Над 40 сојузни американски држави ја тужат Мета, тврдејќи дека Инстаграм создава ментални проблеми кај децата. Првично тужба поднесле јавните обвинители на 33 држави, вклучително и Калифорнија и Њујорк, за дополнително кон тужбата да се приклучат уште 8 сојузни држави и главниот град Вашингтон, со што бројот на тужителите порасна на 42. Во тужбата поднесена во Федералниот суд во Оукленд, Калифорнија, се наведува: Мета искористи моќни и досега невидени технологии за да ги привлече, ангажира и на крајот да ги зароби младите и тинејџерите. Нејзиниот мотив е профит. Во тужбата се вели дека истражувањата го поврзуваат користењето на социјалните медиуми на Мета од страна на децата со депресија, анксиозност, несоница, попречувања во образованието и во секојдневниот живот и со многу други негативни исходи. Мета ја опиша тужбата како разочарувачка. Неколку лица се хоспитализирани во Австрија по користење на фалсификуван лек за дијабетес Оземпик за да ослабат, соопшти австриските власти. Европската агенција за лекови минатата недела предупреди дека низ Европа се шират лажни пенкала од лекот Оземпик за дијабет. Австриската федерална здравствена канцеларија предупреди дека криминалните организации го продаваат овој лек за слабење и дека овие фалсификувани производи содржат инсулин наместо семаглутид. Шприцовите можат легално да ги добијат само лекари преку аптеки или лекари кои имаат домашна аптека. Во овој случај шприцевите најверојатно се добиени по друг пат, се вели во соопштението на Агенцијата за криминал, наведувајќи дека ако не биле итно лекувани, лицата кои го зеле овој фалсификуван лек можеле да починат. Републиканскиот конгресмен Мајк Џонсон е четвртиот номиниран кандидат за председател на представничкиот дом на САД, откако другите тројца не успеаја да добијат доволно поддршка од колегите. Се уште не се знае дали Џонсон на денешното гласање ќе има 217 гласа што му се потребни за да стане председател на представничкиот дом на САД. Спикерското место на представничкиот дом е празно од 3 октомври, кога дотогашниот председател Кевин Мекарти беше сменет од функцијата откако некои негови сопартијци се побунија против него, што е првпат во историјата на земјата членовите на представничкиот дом да го разрешат председателот. Полицијата во Кина спасила околу 1000 мачки од камион кој се упатил кон кланица, по дојава од очевидци и активисти за заштита на животните. Без интервенција на активистите, заробените мачки веројатно би биле убиени и испратени на југот на земјата, каде од нивното месо би се правеле свински, јагнешки, ражничи, како и колбаси, јавуваат локалните медиуми. Не се наведува дали некој е уапсен, ниту пак дали се работи за мачки скитници или домашни миленици. Во Кина е распространета нелегалната трговија во која месото од мачки се продава како свинско или јагнешко. Извештајот предизвика нов бран на загриженост на кинеските социјални медиуми за безбедноста на храната и за правата на животните, при што многумина повикаа на поголема владина контрола, пренесува CNN. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!